Посебно сакам да ве информирам дека како посебен успех на Оделението за внатрешни работи во Прилеп е откривањето на злоупотреба на службена должност во Еврокомпозит. Имено во врска со ова дело сакам да ве информирам дека Оделението за внатрешни работи Прилеп подобиена пријава од страна на вработени, презеде оперативности на терен, изврши разговори со овластени лица и поднесе кривична пријава до Основното јавно обвинителство за директорот на 11 октомври, односно Еврокомпозит Прилеп, тоа е Златко Граоровски и неговиот стручен советник, тоа е Васил Коцев, стручен советник на директорот. Имено споменатите лица со намера да излучат финансиски средства од Еврокомпозит, без да ги известат претходно стручните тела на Еврокомпозит, односно стручните служби и одборот на директори, пристапиле кон склучување на наводен договор со фирма од Република Гана во Африка во износ од 1.725.000 евра за изработка на 15.000 рударски шлемови по цена која што е неколку пати повисоко од реалната цена. При тоа истите не информирале никој, целокупната кореспонденција се извршувала преку приватни мејлови, а не преку официјалната кореспонденција на Еврокомпозит. Исто така не е проверен нити бонитетот на фирмата, а и нити неопходните стручни процедури. Индикативен е фактот што целокупната кореспонденција се вршила преку физичко лице во Гана, кое што било посредник, и на ова физичко лице, меѓу тоа и на други физички лица, им се извршени трансфери, парични трансфери на пари преку MoneyGram, на име на авторизација на договорот во Врховниот суд на Гана и за посредување по склучувањето на договорот, односно извршени се исто така финансиски трансакции преку MoneyGram и за поднесување на пријавата за склучување на тендерот. Истовремено, покрај ова, од страна на девизната сметка на Еврокомпозит, префрлени се на физичко лице, наводен адвокат, 34.500 евра, исто така лоциран во Гана, иако не постоело основа за префрлени на овие финансиски средства, заради тоа што не постоело реализација на договорот. Истовремено сакам да ви информирам дека против наведените лица е поднесена постапка заради тоа што направиле штета на буџетот на Македонија, односно и на буџетот на Еврокомпозит, со вршење на кривично дело злоупотреба на службена должност. И тоа против прво обвинетиот, тоа е директорот на Еврокомпозит Златко Граоровски, и вториот обвинетиот, тоа е стручниот советник на директорот Васил Коцев, преку чија приватна мејл адреса всушност се одвивала кореспонденцијата и кој што во име на Еврокомпозит го склучил незаконски договорот, а исто така Оделението за внатрешни работи по извршените разговори и увид во целокупната документација утврдиле фактички дека ваков договор воопшто не постои, не е заведен во архивата на Еврокомпозит и не фигурира, а исто така и не е презентиран пред менеджментот на Еврокомпозит. Договорот постоел во приватната архива на директорот Златко Граоровски и заради тоа против нив ќе биде поднесена и е веќе поднесена соодветна кривична пријава за злоупотреба на службена должност со нанесување на штета на буџетот на Еврокомпозит.